Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 12. Огледалото на Етиблеш. Се наближуваше Божик. Едно декемвриско утро Хогвартс се разбуди покриен со цел метар мек снег. Езерото замрзна, а близнаците беа казнети затоа што магепсаа неколку снежни топки да го следат Квирел и да го гаѓаат по турбанот. Само неколку бува успеа да се пробијат низ снежната меќава и да ја донесат поштата, но тие мораа да останат некое време кај Хагрид за да закрепнат пред повторно да летнат. Сите со нетрпение го чекаа божикниот распуст. Во заедничката соба и во големата сала непрекинато баботеше топол оган, но ходниците станаа мраз студени. Леден ветар ги тресеше прозорците во училниците. Најстудено сепак беше во училницата по магија која се наоѓаше во занданата, каде здивот на учениците им се претвораше во облачења пареа, па се туткаа колку што можеа поблиску до жешките котли. Толку ми е жал за сите што ќе мораат да останат во Хогвартс за Божик, зашто дома не ги сакаат. Се подсмеваше Драко. Додека ова го зборуваше, се разбира, гледаше во Хари. Крейп и Гойл се кикотеа. Хари мереше прашок од рбетот на риба лав и не им обрна внимание. Драко беше станат уште позлобен по надпреварот во Квидич. Не можеше да се помири дека Слидерин изгубија и зборуваше дека на следниот меч, место Хари, Грифиндор за трагач може да си земе една големоуста жаба, но свати дека никој не се смее на неговите глупави шеги, зашто сите беа воодушевени од тоа што Хари успеа да се додржи на здивената метла. Луд и завидлив, продолжи да му се сити затоа што нема вистинско семејство. Беше вистина дека Хари не се враќаше во куќата на улица Привет Драйв за Божик. Професорката Мегонагал мина по училниците уште претходната недела, прашувајќи кои ученици устануваат за распустот. Хари веднаш се запиша на списокот и воопшто не се сожалуваше себе си заради тоа. Веруваше дека овој Божик ќе биде најдобриот во неговиот живот. Рон и неговите браќа исто така остануваа во училиштето, зашто господја и господин Визли решија да го посетат Чарли во Романија. Кога часот по магија заврши, тргнаа нагоре по скалите, но ходникот беше сосема затворен од една джиновска елка. Двете огромни стапала што дзиркаа под елката и гласното брефтање зад елката веднаш им открија која носи. "Здраво, Хагрид, треба помош?" праша Рон дзиркајќи низ гранчињата. "Фала, Рон, не треба." "Ке се тргнете ли од патот, ве молам?" се слушна растегнатиот говор на Драко од зад нив. "Се обидуваш да заработиш за джепарлак, Рон? Предпоставувам дека сонуваш и ти да станеш чувар кога ќе го завршиш училиштето. Колибана од Хагрид сигурно ти изгледа како палата во споредба со вашата куќа." Рон му свирна еден бокс токму во моментот кога Снейп се појави на скалите. "Визли!" Рон го пушти Драко. "Беше испровоциран, професоре." Се вмеша Хагрид, провирајќи го огромното брадесто лице низ гранките на елката. "Малфој му ја навредуваше фамилијата." "Може било и така, но тепањето е забрането во Хогвартс," одврати Снейп. 5 поени помалку за Грифиндор. И биди благодарен што не се повеќе. Ајде, поминувајте." Драко, Креп и Гойл ги турнаа грубо гранките на елката, росејќи иглички насекаде и смешкајќи се самозадоволно. "Море да ми падне враце." Рон чкрташе со забите зад грбот на Драко. "Порано или подоцна ќе си го добие." "Ги мразам и двајцата," рече Хари. "Драко и Снейп." "Ајде, расположете се, Божике," им рече Хагрид. "Дојдете да видите колку е накитана големата сала." Хари, Рон и Хермиона тргнаа по Хагрид и елката кон големата сала, каде Мегонагал и Флитвик беа зафатени со украсување. Хагрид, ја донеси и последната елка. Однеси ја во оној агол, те молам." Салата изгледаше како во приказна. Венци од божиковина и имела висеа насекаде под зидовите, а низ салата се извишуваа 12 огромни елки. Некои болскаа со ситни мразулци, други сјаеа со светлината на стотици свеќи.
Уште колку има до распусто? Праша Хагрид. Уште еден ден, одговори Хермиона. Тоа ме потсети. Хари, Рон, имаме половина час пред ручек. Треба да одиме во библиотеката. Да, имаш право, рече Рон, но не можеше да ги отргне очите од Флитвик, која украсуваше новата елка со златни лампиони што расцветуваа од врвот на неговото стапче. Библиотека? Праша Хагрид додека ги испраќаше од салата. Баш пред распусто? Да не претерувате? Не одиме да учиме, ведро му одговори Хари. Откако ни го спомна Николас Фламел, се обидуваме да откриеме кој е тој. Шо? Се вџаши Хагрид. Слушајте ваму. Уште еднаш ве предупредувам да не го пикате носо кај што не ви е работата. Немате никаква врска со она што го варди кучето. Сакаме само да откриеме кој е Николас Фламел. Тоа е се, рече Хермиона. Освен, ако не ни кажеш па да не губиме повеќе време, се понадева Хари. Проверивме веќе во стотици книги и не можеме никаде да го најдеме. Барем кажи ми каде да го побараме. Знам дека некаде го имам прочитано тоа име. Не ви кажувам ништо, ги одби Хагрид без ронка колебање. Тогаш ќе мора сами да се потрудиме, рече Рон и побрзаа кон библиотеката. А Хагрид остана да гледа по нив скиснат. Тие навистина ги пребаруваа книгите од дента кога на Хагрид му се испушти името на Николас Фламел, како инаку можеа да откријат што сака Снейп да украде. Проблемот беше што навистина не знаеа од каде да почнат. Зошто немаа поим што направил Фламел за да влезе во книгите. Го немаше во големи волшебници на 20 век, ниту во значајни волшебни имиња на нашето време, не го најдоа ни во важни современи волшебни откритија, ниту пак во студија за најновите достигнувања на волшебништвото. А библиотеката беше огромна, десетици илјади книги наредени на илјадници полици во стотици редови. Хермиона го извади списокот на наслови што сакаше да ги побара, а Рон тргна меѓу два реда и почна да извлекува книги што случајно ќе му дојдеа под рака. Хари тргна кон одделот каде се чуваа книгите за кои требаше посебна дозвола од некој од професорите. Веќе долго време се прашуваше дали Фламел се наоѓа меѓу тие редови. Таму се чуваа книгите што содржија моќна црна магија што не се предаваше во Хогвартс. Само постарите ученици кои изучуваа напредна одбрана против црната магија имаа пристап до нив. Што бараш таму, момче? Ништо, одговори Хари. Библиотекарката забавна со пердувач што го држеше в рака. Тогаш подобро излези. Ајде, надвор. Бидејќи не се снајде во моментот да измисли некаква приказна, Хари излезе од библиотеката. Веќе се имаа договорено дека е подобро да не ја прашуваат библиотекарката за Фламел. Беа сигурни дека можеше веднаш да им каже кој е тој, но никако не сакаа за тоа да разбере Снейп. Хари ги чекаше другарите во ходникот, но не се надеваше на успех. Бараа веќе цели 2 недели, но не беше чудно што немаа најдено ништо, зашто за тоа имаа само по некоја минутка време меѓу часовите. Им требаше подолго време без библиотекарката да им стои над глава. По неколку минути, Рон и Хермиона му се придружија одмавнувајќи со главите. Заминаа на ручек. Ке продолжите да барате додека јас не сум тука? Ги праша Хермиона. Веднаш пратете ми буф ако најдете нешто. Прашај ги родителите дали знаат за Фламел, рече Рон. Тоа е барем безбедно. Сосема безбедно. Двајцата се заболекари. Кога почна распустот, Рон и Хари толку добро се забавуваа што немаа време да мислат на Фламел. Сега спалната ја имаа само за себе, а и заедничката соба беше речиси празна. Па можеа да си седнат до огнот во најдобрите фотели. Без престан јадеа се што можеше да се надене на вилушка и да се потпече на пламенчињата. Леп, кифли, гумени бомбони и со големо задоволство смислуваа 1001 начин како да го истераат Драко од училиштето. Рон почна да го учи Хари волшебнички шах. Правилата на играта беа исти како кај нормалците, но фигурите беа живи, па играта личеше на командување со четиво битка. Шахот на Рон беше стар и оштетен. Како и се друго,
И тој некогаш му припаѓал на некој друг во фамилијата. Во случајов на дедо му. Меѓутоа старите шаковски фигури беа голема придобивка. Толку добро го познаваа, што тој никогаш немаше проблем да ги натера да го послушаат. Хари играше со фигурите што му ги позајми Шејмас, а тие воопшто не му веруваа. Се уште не играше добро, па му довикуваа разни совети, што уште повеќе го збунуваше. Не праќај ме таму, не го гледаш ли неговиот ловец? Прати го него, него можеме да го жртвуваме. Вечерта пред Божик, Хари си легна очекувајќи добра храна и забава следниот ден, но не и подароци. Меѓутоа, прво нешто што виде кога се разбуди следното утро беше еден куп подароци покрај креветот. Честит Божик, рече Рон поспано кога Хари скокна од креветот и ја навлече на метката. И тебе, види, имам подароци. А што очекуваше, репки? Го задре Рон, свртен кон својот куп што беше многу поголем од оној на Хари. Хари го крена најгорното пакетче. Беше свиткано во неугледна кафеава хартија и на него беше начкртано: на Хари од Хагрид. Во него имаше грубо изделкана дрвена флейта што Хагрид очигледно ја направил сам. Хари дувна во неа, звукот и беше како на буф. Во второто малечкаво пакетче имаше белешка. Ја примивме твојата порака и ти праќаме подарок. Тетин Вернон и тетка Петунија. На белешката со селотейп беше залепена паричка од 50 пени. Ептен љубезно, рече Хари. Но Рон беше фасциниран од монетата. Откачено, рече. Каква форма! Ова се пари? Можеш да ги задржиш, му рече Хари и се насмеа кога виде колку Рон се израдува. Значи, Хагрид, тетка ми и тетин ми, од кого се другиве? Мислам дека знам од кого е овој, рече Рон и поцрвене кога покажа на еден голем, несмасно завиткан пакет. Од мајка ми. И кажав дека не очекуваш подароци и... О, не, зајачи Рон. Ти сплела джемпер. Хари веќе го имаше отворено пакетот во кој најде рачно плечен джемпер со смаратно зелена боја и голема кутија домашни колачиња. Секој Божик ни плете джемпери и мојот е секогаш кафеав, рече Рон додека го одвиткуваше својот джемпер. Баш убаво што се сетила, рече Хари и гризна едно од колачињата. Се топеа во уста. Следниот подарок беше исто така сладок. Голема кутија чоколадни жаби од Хермиона. Остана само уште еден пакет. Хари го крена, беше многу лесен. Го одвитка. Нешто течно и серебренкасто сиво се лизна на душемето. Рон подзина. Сум слушнал за овие, рече со шепот и ја испушти кутијата гумени бомбони со секакви вкусови што ја доби од Хермиона. Ако е тоа што мислам, многу се ретки и многу вредни. Што е тоа? Тоа е невидлива наметка, рече Рон со излаз на страво почит на лицето. Сигурен сум дека е тоа. Пробај го. Хари ја префрли наметката преку раменици и Рон извика: Тоа е! Погледни си ги нозете! Хари се обиде да си ги види нозете, но тие му беа исчезнале. Се стрча кон огледалото, но виде само глава што висеше во воздухот. Телото му беше сосема невидливо. Ја повлече наметката врз главата и одразот сосема исчезна. Има белешка, наеднаш рече Рон. Падна долу. Хари ја соблече наметката и ја погледна белешката. Напишани со ситен, тркалезен ракопис, што порано го немаше видено, беа следниве зборови. Татко ти ми ја остави оваа наметка пред да умре. Време е да ти ја предадам. Користи ја мудро. Честит Божики. Подпис немаше. Хари продолжи да гледа во белешката додека Рон се воодушевуваше од наметката. Би дал се за вакво нешто, рече. Се! Ама, што ти е тебе? Ништо, одговори Хари, но се чувствуваше многу чудно. Кој му ја праќаше наметката?
Дали навистина некогаш припаѓала на татко му? Пред да може да каже нешто, вратата од спалната широм се отвори и внатре се турнаа Фред и Џорџ. Хари брзо ја скри наметката. Се уште не сакаше да ја сподели со никој друг. Честит Божик! Еј, гледај! И Хари добил визли джемпер. Фред и Џорџ носеа сини джемпери. Едниот со големо жолто Ф, а другиот со големо жолто Дж на предната страна. Ама джемперот на Хари е подобар, рече Фред критички меркајки го. Очигледно се вложува поголем напор за оние што не се членови на фамилијата. Зошто не го облечеш твојот трон? Сакаше да знае Џорџ. Хајде, облечи го. Баш е убав и топол. Мразам кафеаво, јачеше Рон додека безволно го навлекуваше преку глава. Немаш буква, забележа Рон. Мама е сигурна дека ти си го знаеш името. Ама, ни ние не сме глупави. Знаеме дека се викаме Џред и Форџ. Што е оваа врева? Перси дзирна во собата и ги погледна со негодување. Беше јасно дека и тој стасал до половина со одвиткувањето на своите подароци, зашто и тој носеше дебел джемпер префрлен преку раката. Фред веднаш го грабна джемперот. Р за редар. Хајде облечи го, Перси. Сите ги носиме, дури и Хари. Ама, не сакам, се бунеше Перси, но близнаците веќе му го навлекоа преку глава и притоа му ги искривија очилата. Денес нема седење со редарите, додаде Џорџ. Божик треба да се прослави со фамилијата. Го измаршираа од собата со рацете цврсто залепени за телото, оти джемперот му го навлекоа преку нив. Хари никогаш порано немаше видено таков божиќен ручек. Стотици дебели печени мисирки, планини печени и варени компири, огромни чинии со колбаси, чорбалаци со грашок, прелиен со путер, сребрени чунови со густ сос од боровинки и купчиња волшебнички петарди на секој метар од масата. Овие петарди немаа ништо заедничко со оние што ги правеа нормалците во вид на цевчиња во кои имаше по некаква ситна пластична играчка и бедна хартиена капа. Хари и Фред ги потегнаа краевите од една петарда и таа не само што пукна, туку експлодира како топ и ги обви во облак син чад, а од неа испадна адмиралска капа и неколку живи бели глувчиња. На професорската маса Дамблдор ја имаше сменето својата црна шилеста капа со женско капче украшено со цветчиња и весело се смееше на шегата што му ја читаше Флитвик. По мисирката стасаа фламбирани десерти. Перси за малку ќе си го скршеше забот на сребрениот срп што го најде во своето парче торта. Лицето на Хагрид стануваше се поцрвено и поцрвено додека се налеваше со вино. На крајот ја бакна Мегонагал во образот, а таа, на големо изненадување на Хари, само се закикоте и поцрвене со накривен цилиндар на главата. Кога најпосле стана од масата, Хари беше натоварен со куп подароци што испаднаа од петардите, меѓу нив и пакетче светлечки балони што не можеа да пукнат, комплет за правење брадавици и нов шах. Белите глувчиња беа исчезнале и Хари имаше непријатно чувство дека ќе завршат како ручек на господја Норис. Попладнето го минаа во безмилосна борба со снежни топки на училишните терени. Потоа премрзнати, изводенети и задишани се собраа кај огнот во собата на Грифиндор, каде Хари го отвори новиот шах и загуби катастрофално од Рон. Се сомневаше дека поразот не ќе беше толку лош, доколку Перси не се обидуваше толку многу да му помогне. По вечерата од сендвичи со месо од мисирка, кифли, колачиња и торта беа толку прејадени и преморени, што можеа само да ја гледаат брканицата низ кулата на Грифиндор предизвикана од Фред и Џорџ, кои му ја украдаа редарската значка на Перси. Ова навистина му беше најубавиот божик на Хари. А сепак, нешто не му даваше мир целиот ден. Дури откако си легна, имаше време повторно да помисли на невидливата наметка и на незиниот испраќач. Со стомак препон месо и колачи и без мистериозни подароци, Рон заспа веднаш штом ги навлече завесите на креветот. Хари ја испрожи раката под својот кревет и оттаму ја извлече наметката. Татко му. Ова некогаш му припаѓало на татко му. Наметката течеше низ неговите прсти, помазна од свила, полесна од воздух.
Користи ја мудро, пишуваше на белешката. Мораше да ја испроба веднаш. Се извлече од креветот и се завитка во наметката. Кога погледна надолу кон нозете, виде само месечина и сенки. Чувството беше необично. Користи ја мудро. Хари сосема се расони. Во оваа наметка целото училиште му стоеше на располагање. Го преплави чудна возбуда додека стоеше обвиткан во темница и тишина. Можеше да оди секаде. Филч нема ни да знае. Рон зајачи во сонот. Дали да го разбуди? Нешто го задржуваше. Ова беше наметка од татко му. Сакаше да биде сам со неа. Тивко излезе од спалната, се мушна надолу по скалите низ заедничката соба и се провре низ дупката во портретот. Кој е тамо? Гракна дебелата дама. Хари не ја одговори, туку побрза да се оддалечи по ходникот. Каде да оди? Застана да размисли. Срцето возбудено му тупаше во градите. Мислата сама му дојде. Библиотеката. Ке може да чита колку што сака. Толку долго, колку што ќе му треба да открие кој е Николас Фламел. Ја завитка наметката цврсто околу себе и тргна. Во библиотеката беше морничаво. Не се гледаше прс пред око. Мораше да запали лампа за да ги види редиците со книги. Лампата изгледаше како да плива во воздух. Па иако си ја чувствуваше раката што ја држеше, од глетката го полазија морници. Одделот со ограничен пристап беше во предниот дел од библиотеката. Пречекори преку јажето што ги оддалечуваше овие книги од останатиот дел на библиотеката, ја крена лампата и почна да ги чита насловите на книгите. Тие не му кажуваа многу. Нивните избледени, излупени златни букви формираа зборови на јазици што не ги разбираше. Некои воопшто и немаа наслов. На една книга имаше дамка што ужасно го потсетуваше на крв. Хари се наежи. Му се чинеше дека од книгите допира одвај чуен шепот, не баре знаеја дека до нив е некој што не треба да биде тука. Мораше од некаде да почне. Внимателно ја стави лампата на душемето и побара некоја интересна книга на најдолната полица. Вниманието му го привлече голема книга во црна и сребрана боја. Ја извлече со напор зашто беше многу тешка. Ја намести на коленото и ја отвори. Продорен вресокот кој се мрзнеше крвта во жилите ја распара тишината. Хари веднаш ја затвори книгата, но вресокот продолжи. Остар, непрекинат морничав звук. Тој зачекори наназад и ја преврте лампата што веднаш згасна. Вџашен ги слушна стапките што наближуваа по ходникот. Ја пикна книгата што врескаше назад на полицата и летна да бега. На вратата се појави Филч. Неговите бледи здивени очи гледаа право низ него. Хари се мушна под неговата испружена рака и стрелна по ходникот. Вресокот на книгата му одзвонуваше во ушите уште додека трчаше низ ходниците. Наеднаш висок оклоп се испречи пред него. Толку брзаше да се оддалечи од библиотеката што не забележа каде оди. Можеби затоа што беше темница, воопшто не можеше да препознае каде е. Имаше еден оклоп сличен на овој од кујните, ама знаеше дека е барем 5 спрата погоре. Ми рековте да дојдам право кај вас, професоре, ако некој скита наоколу ноќе. А некој бил во библиотеката, во одделот со ограничен пристап. Хари почувствува како да му ја снемува крвта во лицето. Каде и да беше, Филч сигурно знаеше некој покус пат, зашто неговиот тивок, мазен глас доаѓаше се поблиску, а на негов ужас му одговори Снейп. Одделот со ограничен пристап. Кој да бил, не може да е далеку. Ке го фатиме. Хари застана како закопан кога двајцата се појавија одзад аголот. Се разбира дека не можеа да го видат, ама ходникот беше тесен и ако се доближија уште малку, ќе се удреа во него. Тој беше невидлив, ама сепак имаше тело. Почна да се враќа наназад колку можеше потивко. Една врата на левата страна беше ширум отворена. Тоа му беше единствената надеж. Се мушна внатре, задржувајќи го здивот, обидувајќи се да не допре ништо. Некако успеа да влезе без да шушне.
Филч и Снейп поминаа покрај вратата, а Хари се потпре на зидот и почна повторно да дише откако слушна дека нивните стапки се оддалечуваат. Ова можеше да биде опасно. Многу опасно. Поминаа неколку секунди пред да може да забележи што и да е во врска со собата во која беше скриен. Личеше на училница што не се користи. Темни облици од клупи и столови се надзираа на куп крај зидот, а на подот лежеше превртена кошничка за ѓубре. Но потпрано над зидот и свртано кон него се наоѓаше нешто што не изгледаше како да припаѓа овде. Нешто што се чинеше дека е тука оставено само привремено. Беше тоа чудесно огледало. Високо до таванот, со златна изрезбана рамка и канџи место ногарки. На горната страна од рамката беше излабен надпис: Ецрсоте офтан етиблеш укуте цилоте офтима вужак опоген. Сега кога веќе не можеше да ги чуе Филч и Снейп, неговиот страв избледе и Хари се доближа до огледалото за уште еднаш да види како изгледа кога е невидлив. Застана пред него. Мораше да си ја затне устата со рацете за да не почне да вреска. Брзо се сврте зад себе. Срцето му тупаше посилно отколку кога врескаше книгата, зашто во огледалото не се виде само себе си, туку уште цел куп други луѓе што стоеа зад него. Но собата зад него беше празна. Дишејќи брзо, пак се сврте кон огледалото. Неговиот одраз беше таму, блед и уплашен. Но зад него имаше одрази на уште десетина други луѓе. Хари повторно погледна преку рамо, но не виде никого. Да не беа и сите други невидливи? Да не беше во соба полна со невидливи луѓе, а огледалото беше волшебно зашто можеше да ги покаже нивните одрази, се едно дали се или не. Повторно погледна во огледалото. Една жена стоеше до неговиот лик во огледалото. Му се насмевнуваше и му мафташе. Замавна со раката зад себе, но таму допре само празен воздух. Да беше жената на вистина таму, ќе ја допреше, зашто нивните одрази стоеа еден до друг, но тој почувствува само празнина. Таа и сите други постоеа само во огледалото. Жената беше многу убава. Имаше темно црвена коса, а очите и се исти како моите, помисли Хари и се прибра поблиску до огледалото. Зелени и сјајни, со сосема иста форма, но полни солзи. Жената се смееше и плачеше во исто време. Високиот, слаб, црнокос маж, што стоеше до неа, ја гушна со едната рака. Тој носеше очила и косата му беше вистинска џунгла. Му штрчеше на темето исто како на Хари. Хари сега беше толку близко до огледалото, што со носот речиси го допираше својот одраз. Мамо? Шепна. Тато? Тие го гледаа насмевнати. Полека Хари почна да ги разгледува лицата на останатите луѓе од огледалото и забележа и други зелени очи како неговите. Други носови како неговите, еден мал старец дури ги имаше и неговите глуждести колена. Хари за прв пат во животот ја гледаше својата фамилија. Потерови се насмевнуваа и му мафтаа, а тој гледаше во нив ненаситно, со дланки притиснати на стаклото. Чиниш се надеваше дека ќе мине низ него и ќе им се придружи. Во срцето чувствуваше чудна, силна болка, половина радост и половина ужасна тага. Не знаеше колку долго веќе стои тука. Сликата не бледнееше и тој стоеше и гледаше во неа се дури некоја далечна врева не му ги врати сетилата. Не смееше веќе да остане тука. Мораше да го најде патот до својот кревет. Некако успеа да ги одлепи очите од лицето на мајка си. "Ке се вратам", шепна и истрча од собата. "Требаше да ме разбудиш", му префрли Рон. "Можеш да дојдеш нокеска, ќе одам пак, сакам да ти го покажам огледалото." "Баш би сакал да ги видам мајка ти и татко ти." "И јас сакам да ги видам сите визлиевци. Ке ми ги покажеш другите двајца браќа и сите други поред." "Нив можеш да ги видиш кога ќе посакаш,"
рече Рон. Дојди, посети не летос кај ќе ги видиш сите. А може би огледалото покажува само мртви луѓе. Само штета што не си го нашол Фламел. Касни нешто, зошто не јадеш ништо? Но Хари не можеше да јаде. Си ги виде родителите и вечерва ќе ги види пак. Рече си заборави на Фламел. Тоа веќе не му се чинеше битно. Кому му беше гајле што чува троглавото куче? Кому му беше гајле ако Снейп го украде тоа нешто? Добар ли си? Го праша Рон. Чудно ми изгледаш. Она од што Хари најмногу се плашеше беше дека нема да може пак да го најде огледалото. Следната вечер, покриени заедно со наметката, мораа да се движат многу побавно. Талкаа низ темните ходници и се обидуваа да ја повторат патеката што Хари ја мина претходната ноќ. Се смрзнав, се жалеше Рон. Ајде да се вратиме. Не, съсна Хари. Знам дека е овде некаде. Минаа покрај духот на една висока вештерка што лебдеше во спротивната насока, но не сретнаа никој друг. Токму кога Рон почна да се жали дека не си ги чувствува веќе стапалата од студ, Хари го забележа оклопот. Еве го! Овде, да! Ја отворија вратата. Хари пушти наметката да му се лизне од рамениците и потрча кон огледалото. Таму беа. Кога го видоа, лицата на татко му и мајка му ги огреа насмевка. Ки гледаш? Прошепоте Хари. Не гледам ништо. Гледај, сите се тука, цел куп луѓе. Те гледам само тебе. Погледни поубаво, еве, застани овде на моево место. Хари се тргна понастрана, но кога Рон застана пред огледалото, веќе не можеше да си ја види фамилијата. Туку само одразот на Рон во меките волнени пижами. Но Рон зјапаше во својот одраз како хипнотизиран. Гледај ме, изусти. Ги гледаш ли твоите околу тебе? Не, сам сум, ама сум поинаков. Постар сум и избран сум за ученик на генерацијата. Што? Носам значка каква што носеше Бил и го држам пехарот на Грифиндор и пехарот во Квидич. Капитен сум на екипата за Квидич. Рон ги оттргна очите од чудесната гледка и го погледна Хари возбудено. Мислиш ли дека огледалово ја покажува иднината? Не, сите од мојата фамилија се мртви. Чекај уште еднаш да видам. Ти го имаше огледалото за себе синоќа, пушти ме сега мене. Ти само го држиш пехарот за Квидич, што е толку интересно во тоа? Јас сакам да си ги видам родителите. Не туркај ме! Неочекувано шушкање во ходникот и стави крај на дискусијата. Не забележаа колку силно почнаа да викаат. Брзо! Рон ја префрли наметката врзни во истиот миг кога светкавите очи на господја Норис се појавија на вратата. Рон и Хари престанаа да дишат и двајцата мислеа исто. Дали наметката делува на мачки? По некое време, што ним им се чинеше вечност, мачката се заврте и се замина. Ова е опасно. Може би отиде по Филч. Се кладам дека не слушна. Да бегаме! Следното утро снегот се уште не беше стопен. Сакаш да играме шах, Хари? Не. А да одиме кај Хагрид? Не, ти оди. Знам на што мислиш. На огледалото. Не оди пак ноќеска. Зошто не? Не знам, имам лошо предчувство. Влекуваш во премногу опасни ситуации. Филч и Снейп и господја Норис се мотаат наоколу. Па што ако не те гледаат? Може да се удрат во тебе. Можеш ти да удриш во нешто. Како да ја слушам Хермиона. Сериозно ти велам, не оди. Но во главата на Хари постоеше само една мисла. Да се врати назад пред огледалото и Рон не можеше да го спречи во тоа. Третата ноќ го најде патот побрзо од порано. Чекореше толку брзо што креваше повеќе врева отколку што беше паметно, но не сретна никого. И еве ги повторно насмејаните лица на татко му и на мајка му. Една од бабите радосно му кимаше со главата. Хари се спушти на душемето пред огледалото.
ништо не можеше да го запре да остане тука со својата фамилија цела ноќ. Ништо на светот. Освен... Пак си тука, Хари? Хари почувствува како утробата да му се смрзнува. Полека се заврте. Седнат на една клупа крај зидот беше лично Албус Дамблдор. Мора да минал крај него кога влегуваше, но во својот очај да стигне побрзо до огледалото, не го ни забележал. Јас не ве забележав, професоре. Чудно колку кусогледи стануваат луѓето кога се невидливи, рече Дамблдор и на Хари му олесни кога забележа дека тој се смешка. Значи, рече и седна на подот до Хари. И ти ја откри сласта на огледалото на Етиблеш, како и стотици пред тебе. Не знаев дека така се вика. Но се надевам откри што покажува. Па мене ми ја покажува фамилијата. А на другар Тирон дека е ученик на генерацијата. Од каде знаете? Мене не ми треба наметка за да станам невидлив, рече Дамблдор со нежност во гласот. А сега размисли. Што ни покажува огледалото на Етиблеш на сите? Хари затресе со главата. Тогаш да ти објаснам. Само најсреќниот човек на светот би можел да го користи ова огледало како обично. Односно, кога ќе погледне во него да се види себе си, онаков каков што е. Разбираш ли сега? Хари размислуваше. Потоа полека рече. Ни го покажува она што го сакаме. Се што сакаме. Да и не, тивко продолжи Дамблдор. Не ни покажува ни помалку ни повеќе од најдлабоките, најочајни желби на нашето срце. Ти, што никогаш не си имал семејство, ќе гледаш сите како стојат околу тебе. Роналд Визли, кој секогаш е во сенка на своите браќа, се гледа себе си сам, најдобар од сите. Меѓутоа, ова огледало не ни дава ни знаење, ни вистина. Многу умина се топеле пред него. Ма ги епсани од она што го гледаат. Или пак полудувале без да откријат дали она што го покажува е реално или барем возможно. Огледалото утре ќе биде преместено на друго место. А јас те молам веќе да не скиташ наоколу да го бараш. Но ако некогаш повторно налеташ на него, ќе знаеш што имаш пред себе. Запамети дека не е добро да потонеш во соништата и да заборавиш да живееш. Ајде сега, облечи ја таа чудесна наметка и право в кревет. Хари стана. Професоре, може ли да ве прашам нешто? Само што го направи тоа, се насмеа Дамблдор. Ама можеш да ме прашаш уште нешто. Што гледате вие кога ќе погледнете во огледалото? Јас се гледам себе си обоен во чифт, дебели волнени чорапи. Хари ги ококори очите. Човек никогаш нема доволно чорапи. Помина уште еден божик, а не добив на подарок ниту еден чифт. Сите ми подаруваат книги. Дури кога легна в кревет, на Хари му текна дека Дамблдор веројатно не беше сосема сериозен со него. Но прашањето беше премногу лично. Помисли и го турна скаберс од перницата.